Не дека не е веќе излитено, напорно и дегутантно да се коментира и пишува за очајната состојба во која државава се подлабоко ни тони, но имајќи ги предвид најавите за измени во стратешката позиционираност на шарените револуционери, не можеме да останеме имуни на она што очигледно сите подеднакво не влече надолу и да не си го поставиме прашањето каде ли плови овој брод. Нема да откриеме топла вода ако по кој знае кој пат кажеме дека анархистичкото однесување секогаш е во предност на она што значи етика, култура, морал, одговорност, вредности, при тоа независно од кои побуди се пристапува кон едната или другата опција. Калкулирањето со бројките кој во колкав број од граѓаните успеал да извлече на улиците не е ништо друго освен наменска манипулативна математика за перење на мозокот на едните или на другите. Во склиците на радост и нескриено задоволство од моментните показатели дека земјата ни се разнебитува, како само да ја потврдуваат тезата дека за жал не е во сценарио македонската агонија конечно да запре. Ерозијата на моралот отиде дотаму, што се е ставено во функција. Јасновидци, гледачи, бајачи, герилски акции, собирање донации за плаќање на казните на казнетите демонстранти од едната страна, наспроти другата, која грчевито се труди да докаже дека лесно е нешто да се разгради, но многу потешко е тоа да се изгради. Со месеци наназад македонските граѓани се сведоци на тажно забавниот филм Протести контра протести. Додека вештите режисери, удобно завалени во вип-ложата, ја следат трагичната македонска сага за превласт како своевидно врвно дело, актерите, од кои добар дел се само статисти, ангажирани за дробни пари и убедени дека нивното име без никакво педигре, еден убав ден, со ситни букви сепак ќе блесне во некое ќоше од големиот екран, а при тоа забораваат дека секоја револуција на крајот ги јаде своите деца. Без никаква намера некого да браниме, а некого да осудуваме, или пак себе си да се амнестираме од условната приклонетост кон некоја страна, меѓутоа, здраворазумското расудување и совеста едноставно налагаат сите ние да се преиспитаме и да си го поставиме прашањето, барем интимно, ако не јавно. Вреди ли сето ова, кога неизвестната иднина на земјава се уште е под голем знак прашалник за жал?